Грбот je osnoven državotvoren simbol. Moćnite zemlji so dolgostoletna istorija ili liputanskite državički koji izrazuvat svojot identitetna svetskata scena su ovje simboli. Makedonija vo toj pogled ne je isključok. Ta vo vreme koga istokotna Evropa dobil reči si celosna, orijentalna fizionomija, za mnogumina bila živa istorija, fenomen što bude osiren interes. Големата мапа на светот го нотира Александар Велики, хералдичарите пак, оживувајќи го споменот на древното царство, посегнуваат по едно од врвните знаменија на моќта – лавот. Дали ни се познати имињата на авторите на зборниците со грбови, среде кои видно место зазема и македонскиот грб? Што знаеме за овие книги растурени по книжните ризници на Европа? Дали произлегле од раката на некој набожен монах или на некој световно образовен интелект, способен да направи врвна синтеза на калиграфијата и ликовната естетика. Имења по психохождени од Македонија, како еден Христофор Жефарович и од повеќе европски земји, имења што ја бележеле историјата и ја обликувале културата на своето време. Подолгогодишна теренска работа и строга научна анализа на академик Александар Матковски, имаме солиден увид во распространетоста на македонскиот грб во хералдичките зборници. Темелниот преглед по хронолошки начела и описите на грбовите ни овозможуваат да го составиме мозаикот на македонскиот грб, чии камчиња се распрснати низ Југославија и низ цела Европа. Листајќи ја студијата на доктор Александар Матковски «Грбовите на Македонија», тргнавме на едно европско патешествие во потрага по ветвите ракописи и ретки печатени книги «Грбовници». Патот не води во Италија, кон градовите со неколку милениумска историја и со култура што е положена во темелите на модерната европска цивилизација. Со знаење и со моќна волја е создадено ова богатство, но со мудрост е одржувано низ векови. Среде црквите со бескави куполи и украсени фасади, до палатите и пространните паркови, сместени се објектите во кои се добивало сеопшто светско знаење, универзитетите или се чувале книжните ризници, библиотеките. И токму тука, во овие зданија каде што гори вечниот прометејски пламен, ги минавме портите и се сретнавме со калейдоскопот на грбови. Малку европски градови покажуваат таков контраст меѓу питорескното наследство и модерниот живот како Болоња. Градот лежи во подножјето на Апенините, на плодни полиња и е крстосница на античката и модерната патна мрежа. Средновековните цркви и ренесансни палати стојат веднаш до модерните театри и деловни згради. Сепак, зданијата од минатото се белези на градот и историски објекти од интерес. Двете кули што се издигаат кон небесното синило се дел од некогашната цитадела. Во непомалку старите културни институции се чува една од најбогатите уметнички колекции на Европа. За Универзитетот на Болоња се вели дека е најстара образовна институција од тој вид на стариот континент. Започнат како правна школа во 1988 година, Универзитетот е споменик од примарна важност за градот. Во неговиот двор, по коридорите и низ салите, се среќаваат илјадници грбови од сите страни на светот. Семејни, земски, лични, градски, најголема и најстара галерија од грбови во светски рамки. Тука некаде, во ова шаренило од митски и реални животни, во богатството на куси записи, патинирани или избришани од времето, се наоѓа и македонскиот лав. Својот Колумбо се уште го чека.
Министерството за култура под своја патронажа ја има Универзитетската библиотека, зграда ризница на човечката Арс Докта, учена уметност и копнеш кон мудроста. Меѓу многобројните книги, грижливо чувани во десетици простории на библиотеката, се наоѓаат и два грбовника од 17 век, објект на нашиот интерес. Имено, Алтахановиот грбовник од 1614 година и така наречениот Оловен грбовник од 1689 година. Книги со живо минато ни ги откриваат пред столетија испишаните страници. За првата книга, Алтахановиот зборник, знаеме дека некогаш бил со убава подврзија. Денес тој е со поздата на листовите и со калиграфијата и ликовните квалитети представува маркантен кирилски споменик од почетокот на 17 век. Авторството на книгата му се припишува на Михаел Адолф Алтман, офицер на Австриското царство, кој со својата храброст на бојното поле стигнал до чинот фелдмаршал и титулата гроф. Дипломат и учена личност, добро ги познавал и Балканот и Отоманската империја и секако споменот за некогашното светско Македонско царство. Со пиетет, тоа е регистрирано во неговиот грбовник, крунисувајќи го лавот со блескава круна и полагајќи врз штитот барокно разиграна и со скапоцени камења попрскана круна. Книгата ја отвора импресивниот портрет на патронот на кралствата Илирски, Свети Ероним. Со знаме на Илирија во рацете и во традиционална облека, крај себе го има лавот како дел од легендата сврзан со неговото житие. На патронот на земите Илирски се надоврзува иконично изведената фигура на Света Богородица, заштитница на илирските земји и на човечкиот род. На македонскиот грб му е доделено едно од првичните места, иако не се јавува на колективниот, што е речиси вообичаена практика. На штит со варјашка форма е исликан исправен лав со круна на главата. Благата стилизација не му попречила на уметникот да предаде еден ретко убав хералдички тип на лав. Златната круна и златниот лав на црвено поле блескаат и символично ја доловуваат величината на земјата што ја презентираат Македонија. Во прилог на тоа, впрочем, е и круната врз штитот, чиј раскош асоцира на богатството на антиката. Грбот го придружува само еден скромен надпис, доволен за идентификација: Македонске земле цимери, и истоветен под него, но на латински јазик, Инсигнија регни Macedoniје. Болонјската универзитетска библиотека е собственик на уште еден грбовник од важност за Македонија. Тоа е така наречениот Оловски грбовник од 1689 година. Настанокот на книгата, како што се смета во научните кругови, треба да се поврзе со Иван Бенињи од босанското место Олово. Тој дошол во Дубровник и во градот тесно поврзан со Италија, пишувајќи историјата на Босна, го составил по углед на некој постар зборник, најверојатно на Павел Ритер Витезович, така наречениот Оловен грбовник. На самиот почеток во содржината за 174 грбови се забележани сите земји, вклучувајќи ја и Македонија. Грбовите се вешени исклучително графички. Исто така и ликот на Свети Ероним, родум од Далмација и близок до сентиментот на Иван од Олово, кој тука е представен како огледало и светлина на сета Илирија, токму во годините на робска потоматост на славјанскиот свет. Секако дека покрај заштитникот на Илирија, нужно е да се појави и заштитникот на Илирија
нужно е да се појави заштитничката на Илирија и сиот човечки род, Света Богородица. На петата страница се среќава колективниот грб. На штитот се исцртани грбовите на земите кои, како што сметал хералдичарот, ги владеел Стефан Немањич. На царската плаштаница се двата врвни владетелски символа. Лавот, како символ на царската моќ, и двоглавиот орел како символ на владенијата и правичноста. Спротивно од лавот стои женски лик, персонификација на Илирија. На првото хералдичко поле, во фамилијата грбови, се наоѓа крунисан лав со една подигната нога. Сепак, вистинското мајсторство на уметникот се гледа во изведбата на засебниот македонски грб, што се наоѓа веднаш по колективниот на 6-та страница. Во фамилијата словенски грбови, овој пред нас е мало графичко ремек дело, посхитувачко со детализирањата, солидното познавање на анатомијата на животното, силниот, а сепак контролиран потек на цртачот и почитувањето на нормите на хармонијата укажува на солиден уметник. Уште еднаш, и пак со виден примат, со поставување на десниот хералдички агол, македонскиот грб се среќава во оловскиот грбовник на уште еден колективен грб. Следната цел на нашата потрага по македонскиот грб е Пиза. Да, тоа е градот што служи како типичен пример дека големите, но ненамерни грешки во уметноста може да продуцираат светска слава. Ништо нема сторено толку многу за популарноста на Пиза како кривата кула, ниту неговото славно минато, ниту археолошкото богатство, ниту спомениците, галериите и музеите. Кулата, подигната во катедралниот комплекс близу црквата и опозитно на крстилницата со намера да биде камбанарија, духовито се третира како осмо светско чудо на архитектурата и прво чудо на гениалните човечки грешки. Се е во незината сенка. Најстарата култура на Етрурија, римските остатоци, бурното минато од средновековието, славните години на Пиза на богат поморски град држава. Сето тоа е во сенката на кривата кула. Истата судбина ја делат двете фамозни згради на Пјаца Деи Кавалери, Палатата Кавалери и црквата Свети Стефан. Палатата е споменуваме и како маркантен објект на Пиза и како хранилиште на грбови. Фасадата обилува со фрески и скулптурални украси. Скалите водат кон ходниците и просториите, што чуваат една од најубавите колекции грбови. Далеку од очите на јавноста во коридорите, салите и читалната на Скола Нормале Супериоре, научно необработени, непубликувани, тие останаа недофатни за окото на филмската камера. Па сепак, ретките фотографии може да ни покажат дека се работи слично на повеќе италијански стари универзитетски објекти за грамадна колекција на семејни, лични и земски грбови од целиот свет, а среде нив сосема сигурно и од Македонија. Австрија е земја каде што се сечат главните европски патишта, а нејзината столнина Виена, сместена токму во срцето на Европа, била долго време слично на Париз, светски град на соништата. Но и не само на соништата. Виена е во уметноста град на исполнети соништа, на културни ризници и грамадни споменици. Виена е светски град од сите аспекти. Град на политиката, место на одржување на прочуениот Виенски конгрес во 1814 година.
столнина на Хабсбурговците, средиште на дуалната монархија, Австро-Унгарија, град на музиката, уметноста и културата. Разнообразниот културен мозаик постапно го оформил царскиот имидж на Виена на спиритуален и визуелен план. Царскиот град бил воден со мислата дека само праведна управа може да донесе благосостојба и просперитет. Тука, во сложениот сплет од културни паметници и империјални згради, во срцето на градот, се наоѓа Австријската национална библиотека, хранилиште не само на пишаниот збор, ами и на уметнички дела, портрети, фотодокументи и слично. Во книжниот фонд од манускрипти е грбовникот на Марко Скороевич од 4-та деценија на 17-тиот век. Книгата е на ретко естетско рамниште и представува посебно задоволство при листањето. Култивираното писмо, високата калиграфија, педантно исцртаните грбови и широкиот колорит укажуваат на добар мајстор уметник. Авторот, Марко Скороевич, на ликовниот дел и на текстописецот Андреја Омхучевич се угледале на некој илирски извор за да изработат книга достојна за подарок на највисока државна личност. Имено зборникот најверојатно бил наменет за подарок на синот на царот Фердинанд III и царицата Марија, на војводата Фердинанд Франц. Адмиралот Андреја Охмучевич и сликарот Марко Скороевич стојат зад книгата со интересна историја и богата содржина, која во крајна линија илустрира една австро-илирска идеја. Фамилијата Охмучевич била позната на Европа. Незините богатства се наоѓале во Дубровник, Неапол, Мадрид, Виена и во Прага. Биле меценатски настроени и самите публикувале книги и грбовници, во кои ја запознале европската јавност со нивните имоти во Македонија и на тој начин поимот Македонија станал константа во европскиот ум. Всушност, грбовите од книгата, секако и македонскиот, изразуваат една политичка идеја, а имено дека ослободувањето на Балканот не ќе стане со оживувањето на ниедно локално минато, ами со обнова на австријско-илирската идеја. Затоа и честото потенцирање на патронот на сета Илирија, Свети Ероним, затоа и колективниот грб, што го символизира единството на балканските народи. Веднаш по колективниот следи засебен, македонски, или како што појаснува текстот, грбот на кралството Македонија. И тука јасно се гледа колкав бил респектот на хералдичарот, кога со култивиран цртеж и со цврст потег на четката го извел крунисаниот лав. Колкава била моќта на идејата што во почетокот на 17-тиот век ја застапувале Охмучевичи за ослободувањето на Балканот под круната на Австрија, може да се види од фактот што кон крајот на векот кралските војски од Виена ќе тргнат во пресрет на македонскиот лав. Во обратна насока, од Македонија кон Австриското царство ќе тргнат реки преселници. Меѓу нив ќе се најде дојранчанецот Христофор Жефарович, кој за себе вели дека имал постојано живеалиште во Виена. Внукот на Христофор, Даниел, откако се здобил со високо академско образование, станал родоначалник на угледната фамилија фон Жефарович. Нивната куќа до самото седиште на градот, катедралата Свети Стефан, е во непосредна близина на така наречената грчка црква на Флајшмарт. На фасадата го носи семејниот грб, кој е засега единствен од тој вид нотиран во Европа. Во потрага по македонскиот лав заминавме на север од Виена, во градот на германската мечка во Берлин, во денови на уривањето на зидот. Сакајќи да регистрираме паметник на минатото, свидетели сме на згаснување на една епоха и почеток на инаква иднина. Некогашната најцрсто затворена порта на светот, Бранденбуршката, покриена со прав и руинирана,
ја доживува својата втора младост и навестува дека ќе биде сврзна алка за поделениот германски народ. Од неа на исток трга една од најпрочуените улици на европските градови, Унтер ден Линден, под Липите, која е дел од културното и природното богатство на Берлин. Впрочем, 1/4 од градот заземаат парковите, шумите, реките, езерата и каналите. И речиси, исто толкав простор им принадлежи на спомениците и културните институции, што на Берлин могу донесле ласкавиот епитет културен центар на Германија. И со право, ако се фрли поглед врз грамадните и грижливо украсени објекти, подигани од обични смртници, но во слава на вечноста. Тие со јазикот на убавината зборуваат за старата мудрост. Вита бревис, арс лонга. Животот е кус, уметноста е вечна. Евене пред некогашната кралска библиотека, а денес државна библиотека на Германија. Зад дебелите зидови и скулптуралната украска на фасадата се кријат едни од најбогатите книжни трезори на светот. Тие се плод на умови од сите страни, а собирани се со векови наред. Се разбира едно поднебје со долга хералдичка традиција, втемелена впрочем на уште подолга државотворна историја, не може да се замести без колекција од грбовници. Меѓу најубавите примероци е хералдичкиот јужнословенски зборник. Историјата на неговото настанување не е сосема позната, ниту пак начинот на доаѓањето во Берлинското книгохранилиште, но сосема сигурно е дека текстуално и ликовно бил обликуван во 17. век, педантно, со позлатени букви и во солидна подврзија. Тој е вистинска галерија на словенски грбови, изведени на ретко ликовно-естетско рамниште и придружени со калиграфски текстови. Во хералдичкиот јужнословенски зборник македонскиот грб се јавува два пати. Еднаш на колективниот и по обичај во горното десно хералдичко поле, друг пат самостојно и со специфични одлики. Колективниот грб ги содржи јужнословенските грбови по еден пропишан ред. Над штитот има 3 шлемови, а обие се крунисани. Средишната круна е златна кралска, врз која стои символот на австријската монархија, во главиот орел. Борецот што го носи знамето на Илирија е завртен кон црниот орел. Надежта за ослободување на Илирија е во моќта на австријската империја. Златното лавче од колективниот илирски грб се преселило на еден самостоен грб. На штитот со германска форма стои исправен лав со круна на глава. На опашката е исликан факел, што во речникот на хералдичарите значи символ на светла иднина. Авторот како да сакал да загатне дека имено земја со славно минато, каква што била Македонија, иако била под турско робство, како птицата Феникс во иднина ќе воскресне од собствената пепел. Над штитот има златна царска круна, а стандардните текстови појаснуваат дека тоа е грбот на македонската земја. Тоа е Македонија. На живописните ричиња, близу кои спокојно тече Дунав низ унгарската низија, се издига украсот на Будимпешта, градското јадро на Будим. Источно од него, на рамничарскиот брег, никнела Пешта. Времето ги обединило градовите, близнаци во модерен град, столнина на независна Унгарија и второто жариште на дуалната монархија Австро-Унгарија. Градовите близнаци просперирале и сепак покрај честите пустошења и дале имидж на Унгарија на една амбициозна и културно издигната држава, достојна да биде партнер на Австрија. Будим е спокоен и богат со историја град.
поради кралската палата и крепоста, бил наречен едно од најмаđевсните места на Европа. За разлика од минатите времења, одбеани од бурните промени што ја потресуваат половина Европа, денес блескавиот кралски имидж на Будин со гордост се негува. На виделина се изнесуваат реликвиите на културата и уметноста, раритетите некогаш длабоко закопани во трезорите. Една таква скапоценост и реткост се наоѓа во Будимпештанскиот историски музеј. Тоа е хералдичкиот зборник на кралството Унгарија, печатен само во 100 примероци во Виена во 1766 година. Книгата е вистинска мостра за идеалите на унгарското кралство. Како прилог кон неа се наоѓа една таблица со 20 грбови. Од нив само еден, најдолу и среде таблицата е колективен. Во него, на првото десно хералдичко поле, се јавува лавот. Графиката поради просторните можности е без никакви детализирања и таа само шематски ја предава фамилијата на словенски грбови. Сепак и тука и покрај доминацијата на така наречената српско-илирска идеја, символизирана со грбовите на Котроманичи и Немањичи на општиот грб, на македонскиот грб му е доделено примарното место. Ги склопуваме страниците на овој книжевен и културен раритет, но со тоа не завршуваме потрагата по македонскиот грб. Тој се сретнува по хералдичките кодекси чувани во книжните ризници на Франција, Шпанија, Русија, Бугарија и на други места, познати или дела што допрва треба да бидат откриени. Љубопитното око, исто како и строгото научно око, под зидовите на повеќе италијански универзитети, може би од морето грбови ќе го изрече македонскиот. И кога богатата колекција на книги и зидни уметнички дела со златниот македонски лав ќе биде пред нас, ќе можеме да констатираме дека незините креатори, оние што ги пишувале грбовниците или ги живописале зидовите на универзитетите, кои имале пред очи славното минато на една земја, преку грбот го одржале споменот за неа. Со лавот символично го изразиле незиното високо цивилизацијско и владетелско достоинство. Со текстот, обично кус запис, реалната физичка моќ на Македонија. Нашата потрага по македонскиот грб само укажува на фактот дека овој маркантен символ е жива историја која посочува на иднината.